Добар ден, го гледате дневникот на Канал Плюс. Еве што подготвивме за денешното прво издание. Преку проектот за изградба на мали хидроцентрали подпишани 65 договори за концесија. Досега се изградени 35, а во јануари 2016 година ќе бидат завршени уште 5. Во тек на градба се уште 15 хидроцентрали. Градоначалникот на Македонска Каменица задоволен од усвоениот буџет за 2016 година. Најголем дел од средствата ќе бидат наменети за изградба на капитални објекти. Општина Делчево во соработка со Центарот за социјални работи и Центарот за вработување по 4-ти пат ја реализираше програмата Општинско корисна работа. Проектот се спроведува со финансиска поддршка на UNDP. Преку проектот за изградба на мали хидроцентрали подпишани се 65 договори за концесија, изјави премиерот Груевски, додавајќи дека досега се изградени 35. Во јануари 2016 година ќе бидат завршени 5, а во тек на градба се уште 15. Се очекува во новите хидроелектрани кои ќе имаат допринос во електроенергетскиот систем во државава да има над 100 вработувања, а и со нивната изградба бенефит ќе имаат и градежните компании. Очекувам во текот на наредната година повеќето да завршат, а уште 10 се подготвуваат со документација, со проектирање и така натаму. И можам да кажам дека досега од сите овие 40 изградени, ги сметам и оние во јануари што ќе бидат целосно завршени, досега се инвестирани 130 милиони евра во тие 40 мали хидроелектрани. Секако, додека се дојде до 65, бројката ќе биде значително зголемена и веројатно ќе оде некај 200 милиони евра. Бесплатното инвитро е еден од стратешките столбови на владините проекти, кој се реализира преку Фондот за здравствено осигурување. Во текот на 2016 година се очекува зголемен буџет, средства кои државата преку фондот ги вложува во македонското здравство. Буџетот на Фондот за здравствено осигурување во 2016 година ќе биде милиарда и 400 милиони денари повисок од оној што беше во 2015 година. Тука важно е да се спомене дека буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Република Македонија од периодот неговото формирање во 2000 година до 2015 година и 2016 година е зголемен 100%. Ако буџетот на Фондот за здравствено осигурување во 2000 година изнесувал околу 12,5 милиарди денари, буџетот на Фондот за здравствено осигурување во 2016 година ќе изнесува 25,6 милиарди денари. Општина Делчево во соработка со Центарот за социјални работи и Центарот за вработување по 4-ти пат ја реализираше програмата Општинско корисна работа. Проектот годинава е насловен до подобри социјални услуги. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански денес им ги врачи потврдите за успешно завршена работа на 8 лица вклучени во програмата Општинско корисна работа. Лицата беа вклучени 6 месеци, а истите вршеа услуги просечно на околу 500 крајни корисници месечно. Програмата поддржана од UNDP годинава имаше вкупен буџет од околу 297.000 денари. Општина Делчево по 4-ти пат во соработка со Центарот за социјални работи Делчево и Центарот за вработување ја спроведе програмата Општинско корисна работа, проект до подобри социјални услуги со финансиска поддршка на UNDP. Оваа година на проектот беа ангажирани вкупно 8 невработени лица со 20 работни часови неделно во период од 6 месеци со паричен надомест во нето износ од 6.200 денари. Ангажираните лица беа вклучени во 6 различни активности кои што беа спроведувани во неколку општински институции и чиишто услуги ги користеа просечно околу 500 крајни корисници месечно. Јас сум Елена Димитровска, бев ангажирана како логопед преку проектот Општинско корисна работа, веќе 3-та година. Оваа година беше за мене најуспешна, бидејќи бев ангажирана како логопед во Дневниот центар за лица со посебни потреби во Делчево. И ме радува тоа што работев на струката, па се надеваме на нешто подобро во наредната година.
Програмата, како и претходните години, имаше за цел да им помогне на жителите на општина Делчево преку обезбедување на услуги од социјалната сфера, да им помогне и да обезбеди социјална вклученост на лицата кои потешко се вклучуваат на пазарот на трудот преку работно ангажирање со скратено работно време заради стекнување на одредени вештини и нивно постепено вклучување на пазарот на трудот, како и да ја зголеми понудата на социјалните услуги согласно потребите на населението во надлежност на локалната самоуправа. Градоначалникот на Македонска Каменица задоволен од усвоениот буџет за 2016 година. Најголем дел од средствата кои изнесуваат 3,7 милиони евра ќе се трошат на изградба на капитални објекти. Некаде 80 до 90 милиони денари во овој буџет се планирани трансфери од централно ниво, практично оние проекти кои што ќе ги реализираме со поддршка од владата, а тоа се изградбата на локалните патишта преку Агенција за рурален развој, изградбата на други локални патишта преку Светска банка, изградбата на културниот дом, исто така и средства кои се планирани во ставката за трансфери за финансирање на проекти за прекогранична соработка, во кои што ќе аплицираме во месец јануари. Овој буџет е развоен и најголем дел од средствата ќе бидат наменети за изградба на објектите кои што веќе се истендерирани, за кои што веќе имаме започнато со градба, тоа се изградба на дневниот центар за деца со посебни потреби. Веќе склучивме договор за изградба на куќата на спортот, улици во централното градско подрачје, Пиринска, Ленинова, еве во втората половина на годината веќе планираме Даме Груев, асфалтирање на еден дел над улицата Церска која што води спрема Стара Каменица и други средства кои што се наменети за во селските средини. За одбележување што оваа година се дадени и поголема сума на финансиски средства за невладените организации. Тоа се приближно на 3 милиони денари за невладени организации, од каде што најголем дел, приближно 1 милион е за фудбалскиот клуб Каменица Саса, заради тоа што еве со изградба на пресобликувалните се одлучивме да се доделат повеќе финансиски средства за заживување на фудбалскиот клуб Каменица Саса и за негово напредување и финансиски средства за другите невладени организации кои што аплицираа, со кои што повеќе од 100 проекти ќе бидат реализирани во 2016 година од страна на невладениот сектор и од страна на културно-информативниот центар, се со единствена цел, значи покрај инфраструктурата да се подигнува и свеста кај граѓаните и активностите кои што ќе ги имаат овие невладени организации со младите луѓе во општина Македонска Каменица. Двегодишно дете загина во несреќен случај во Кочанската населба Оризари. Несреќата се случила кога врз детето паднал гредорет од руинираниот дел од куќата врз кој имало земја и го затрупало детето. Докторите констатирале смртта, телото на детето е предадено на семејството. Двегодишно дете од населба Оризари вчера го загуби животот откако во стара куќа во која тоа се нашло се срушил горниот руиниран дел и го потрупало. Случајот го забележале соседите, при што брзо по уривањето, заедно со надлежните го барале телото на потрупаното дете, кое по еден час го пронашле, но било доцна, бидејќи тоа веќе било починато. Сведок на семејната трагедија било и повозрасното братче на загинатото дете, кој за среќа го избегнало уривањето на старата куќа, но не можело ништо да стори за да ја спречи трагедијата. Соседите велат дека се случило многу брзо и дека немало време за каква и да е помош. Вчера се деси после 2 сат да улегне да земе дрвц. Братчето по него смузна се и он дека го виде дека избегува натаму, зидината паѓа, поклопува го, оно повлечува се на назад и писка по мајка. На местото на настанот излегле службени лица од полицијата, противпожарната единица и брзата медицинска помош, кои се обиделе да го спасат потрупаното дете, но безуспешно. На локација во близина на Бања Кежовица во текот на денешниот ден беше извршено порибување на река Брегалница. Водите на Брегалница беа збогатени со 100 килограми ситна риба крап. Спортското риболовно друштво Брегалница од Штип денес изврши порибување на река Брегалница со рибен подлодок обезбеден од рибникот Акватика Неготино, каде во постојната река беа пуштени 100 килограми на риба. Порибителниот материјал е од 20 грама па до 150 грама. Ова нема да влијае значително на зголемување на рибниот фонд.
Денешното порибување е редовна активност која нема да придонесе многу поради екстремното варирање на нивото на река Брегалница, велат од Спортското риболовно друштво Брегалница. Инаку рибниот фонд во овој ревир е задоволувачки. Во неа постојуваат автохтони видови, велат тие. Рибниот фонд на Брегалница ревир 5 е во многу добра состојба. Бојник имаме во изобилство на реката Брегалница. Така да рибната состојба е многу добра. Членството ни е зголемено, доста, околу 500 членови имаме оваа година 2015. Димитров, кој е секретар на ова друштво, вели дека засега помор не забележале тие, а ниту пак рибарите. Тој истовремено упати апел до спортските риболовци. Помор не е имало, нити е забележено од спортските риболовци, нити од рибочуварската служба не е имало помор. Имаше малку загадување од бившата Македонка. Реката ни е фарба црвена, сина, бела и тоа го решивме со инспекторите на локална самоуправа и тоа е решен проблем. Апел сега е до сите спортски риболовци едно 10 дена на овој ревир од Бања Калимеро, од Бања Кежовица до 4 километар ќе биде заштитена овој рибен фонд. Крапот да не се лове, поздрав до спортските риболовци, да не го ловат овој крап. Сепак, доколку не се почитуваат законските правила, постојат и санкции, најчесто за рекреативните риболовци и мрежари. Доколку се фати мрежар, казната изнесува околу 700 евра, а сепак кражбите се намалени, бидејќи рибочуварите се присутни секогаш и ја штитат рибата, вели Димитров од Спортското риболовно друштво Брегалница. Декември е месец кога пчеларите ги сумираат резултатите од претходната година. Годинава резултатите покажуваат дека пијанечкиот мед и оваа година беше со добар квалитет. Екипата на Канал Плюс телевизија беше во кратка посета на пчеларите од Пијанечко. Во месецот со кој почнува зимата, обилните снегови и ниските температури, ги слушнавме советите на пчеларите што треба да се прави во овој дел од годината. Ова е период кога најголемиот дел од природата мирува, а со тоа мирува и пчелината заедница собрана во клубе. Положба во која пчелата лесно ги совладува ниските температури. Ова е вториот месец од периодот на мирување на пчелината заедница, па затоа на пчеларникот нема интензивни работи, но тоа воопшто не значи дека и пчеларот во потполност е ослободен од обврската. Тој според пчеларите треба постојано да го наблюдува пчеларникот и да интервенира во случај кога тоа е потребно. Месец декември е месец кога пчелите се во мирување, значи ја поминуваат зимата. Овој период трошат најмалку храна и затоа треба да обезбедиме мир само на пчеларникот, а исто така битна работа е што треба да се заврши во овој период третман против вароа, против крлежот како што е познат во пчеларите во Македонија, со оксална киселина. Значи овој период е исто така важен за пчеларите да обезбедат ситуација која нема да дозволи да навлезат глодари во сандакот или некои други животинки, кои што може да го нарушат мирот на пчелите. Исто така да се внимава на вентилацијата во пчелните друштва, да има провев и да се внимава на обезбеденоста со храна. Само доколку е неопходно и само доколку пчелното семејство е загрозено од немање храна, може да се додаде храна од други пчелни семејства кои што имаат повеќе или во крајен случај да се додадат шеќерно-медни погачи. Инаку пчеларите потврдуваат дека Пијанечко изобилува со доста квалитетен мед кој што надалеку е баран. Тука обстојува македонската пчела, Апис мелифера, вариетет македоника. Таа е скромна пчела и во барањата, и во давањата, меѓутоа овој крај е познат по чистата природа и високо квалитетниот мед кој што се произведува тука. Она што мора пчеларите да го размислуваат во наредниот период е анализирање на најважните проблеми кои што ги имале во текот на изминатата година, се со цел брз пролетен развој, зголемување на пчелините семејства, како и нивно евентуално селење. Училиштето Кочо Рацин од Блатец Виничко по втор пат е избрано за најеколошко училиште во регионот. Уште еднаш го доби сертификатот за стекнување статус сребрено ниво.
Основното училиште Кочо Рацин во Блатец повтор пат ја потврдува својата еколошка платформа во контекст на природното обкружување и средината во која е лоцирано. Едукативните содржини и активности резултираат со добар напредок во развојот на еколошката свест, а потврда за сето тоа е статусот сребрено ниво од програмата за интеграција на еколошката едукација во македонскиот образовен систем. Година на конкурсот има добиено 40 училишта и сега различно. Секој училиште си има аплицирано за различно ниво. Има за зелено знаме, сребрено ниво и бронзено ниво. Нашето училиште повтор пат добива, повторно статус училиште со сребрено ниво. Ние сме вклучени од 2010 година во екопрограмата. Континуирано се работи на еколошки акции, еколошки кампањи, се држат редовно едукативни часови за учениците, тоа е во интеграција со сите предмети, колегите сите работат, сите наставници работат на овој сегмент. И секоја кампања, секоја акција се вреднува на некој начин од комисијата за наградување, па резултатите не изостануваат. Официјалните сертификати беа доделени на 7-миот поред екосамит што се одржа во Скопје. Добиениот статус за училиштето ќе значи вклучување во меѓународната мрежа од екоучилишта и отворени можности за аплицирање на конкурси и финансиска поддршка за еколошки проекти од програмата ОХО. Ученици од основните општински училишта Славејко Арсов и Тошо Арсов утринава го посетија градоначалникот на општина Штип, при што му врачија пригодни подароци и новогодишни честитки. Примариус магистер Илчо Захариев на неговите најмали посетители им подари новогодишни подароци. Желби за успешна година на градоначалникот Захариев денес му посака учениците од основните училишта Тошо Арсов и Славејко Арсов. Јас на градоначалникот му посакав многу среќа, мир во душата и здраве во новата 2016 година. Посакувам да има мир во светот и на градоначалникот му посакувам да му е среќна новата година. Градоначалникот на неговите вработини овде од името на сите наши ученици вработени во основното училиште Тошо Арсов им ја честитаме новата година, им посакуваме здравје, среќа, мир и спокој во душата. Освен тоа, учениците имаа и своји желби за новата година. Ние посакавме од градоначалникот да ги смене прозорците во нашето училиште, да смене мрежата на головите во нашата сала, да имаме подобри услови за учење. Голем број на проекти поврзани со училиштата во Штип се завршени. Во годината што следи ќе направиме се за да ги подобриме условите во училиштата, истакна градоначалникот Захариев. Во наслоба Баби Славејко Арсов ќе се гради нова училишна сала. Проектот геомеханички и хидролошки подлоги тоа е се завршено. Наскоро треба да удриме камен темелник и живи здрави идната година да биде направена училишна сала. Идејата да се заврши дел од проектот во Нехтенин се реализира, но таму ни престојат многу активности затоа што таму нема спортски терени кои се надвор од самото училиште. Општина Штип во своите активности најверојатно ќе изгради спортски терени кои ќе бидат надвор од училиштето. Во другите училишта, во Тошо Арсов, треба да биде сменета комплетната столарија, прозори и врати и треба да ги обновиме спортските терени надвор од училиштето. Тоа се оние активности кои ги планираме идната година, верувам дека ќе се реализираат затоа што финансиски средства општината има. На учениците кои денес беа во посета на кабинетот, градоначалникот Захариев им подари новогодишни пакетчиња. Доколку муслиманите не направат нешто за да ги спречат терористичките организации, тогаш сите нивни дејствија кои ја загрозуваат нашата религија ќе продолжат. Ова синоќа во Истанбул го изјави турскиот претседател Реджеп Ердоган, повикувајќи ги муслиманите ширум светот да се обединат против тероризмот. Како муслимани ние имаме важна мисија да застанеме против организации како што се Исламска држава, Ал-Каеда, Боко Харам, кои им нанесуваат најголеми штети на муслиманите во името на исламот, нагласи Ердоган. Бидејќи се очекува бројот на нови бегалци кои ќе пристигнат во Германија да надмине 1 милион до крајот на годинава, се вработуваат 8500 луѓе кои ќе им предаваат германски јазик на децата бегалци, објавува германскиот весник Die Welt. Со тоа, околу 196.000 деца кои избегале од војната и сиромаштијата ќе влезат во германскиот образовен систем. За таа цел создадени биле 8264 специјални курсиви
со кои ќе им се помогне да се вклопат подобро. Германското министерство за образование известува дека 325.000 деца на училишна возраст стигнале до европската земја само годинава за време на најлошата мигрантска криза од Втората светска војна. Најмалку 6 луѓе загинаа, на 160.000 се евакуирани од своите домови во Парагвај, Аргентина, Бразил и Уругвај, поради поплавите кои се последица на опасното зголемување на нивото на водата на реката Уругвај, која тече и во истоимената соседна земја на Аргентина. Ова се најтешки поплави кои ја погодија Латинска Америка во изминатите неколку децении. Со поплавите најтешко е погоден Парагвај, каде бројот на евакуирани се проценува на околу 130.000, а регистрирани се 4 смртни случаи поради паѓање на дрвја во силната бура. Поголемиот дел од земјата е без електрична енергија. Од поплавите настрадал и Уругвај. Според последните извештаи, таму загинале 2 лица, а евакуирани се околу 9.000 луѓе. По 4 последователни победи женскиот кошаркарски клуб Клубски во дербито на колото во првата македонска женска кошаркарска лига загуби од првопласираниот тим на Бадел со 55-75 во надпревар во кој домакините беа рамноправни во првиот дел од надпреварот. Физичката кондиција дојде до израз во вториот дел, со што гостинките од Скопје успеа да направат разлика од 20 поени. Првото полувреме заврши со 1 поен разлика во полза на домакинките, но тоа беше се што можеа да направат. По овој пораз тимот на Клубски е на делба на втората позиција заедно со тимовите на Студенти Лотос кои имаат по 16 поени. Првата позиција е резервирана за тимот на Бадел кои што досега немаат пораз и имаат освоено 20 бодови. На последните две позиции се наоѓаат тимовите на Шкупи и Вајс Профил. Шкупи има 12 поени, додека тимот на Вајс Профил 10. Инаку по одигрувањето на 10 надпревари од првиот дел од сезоната, тимот на Бадел стана јесенски шампион во прволигашката женска конкуренција. Засилени со селекторот и со капитенот на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во Полска. Приклучувањето на селекторот Ивица Обарван и на капитенот Кирил Лазаров ќе ја даде потребната физиономија на машката ракометна репрезентација на Македонија на стартот од втората фаза на подготовките за Европското првенство во јануари во Полска. Првата фаза ја одбележа одлуките на помошникот Данило Брестовац да ги отстрани дебитантот Даниел Дупјачанец и Мартин Велковски поради доцнење на појадокот и на утринскиот тренинг во средата, а за статусот на двајцата треба да пресече токму Обарван. Лазаров пак со самото свое присуство и со авторитетот кај колегите од националниот тим ќе го крене мотивот за докажување кај кандидатите за патот во Краков на 13 јануари. Од денеска селекцијата ќе биде посилна и со доаѓањето на интернационалците од Германија Борко Ристовски и Филип Миркуловски, чии тимови славеа во саботата. Обарван до нова година треба да го скрати списокот за Европското првенство, каде што Македонија ќе игра во групата А заедно со бранителот на титулата Франција, со домакинот Полска и со Србија. До Еврошампионатот се предвидени 4 контролни средби, по 2 со Словенија на 4 јануари, како и со Црнагора на 10 јануари и на 11 јануари во Скопје. Ова беше се во првото издание на Дневникот. Се гледаме повторно во 20 часот. Термин за вториот Дневник на Канал Плюс. Пријатен ден.